Во раните утрески часови на 1 април 2006 година, Брајан Шефер излегол на пијачка со неговите пријатели. Она што се случило кратко потоа е извор на мистерија која до ден денес не може да се реши. Јас сум Давид, а ова е премиерата на новата сезона од Мистериосните папки. Кој бил Брајан Шефер? Шефер пораснал во мала предградија на градот Колумбус во Охајо. Роден е во 1979 година и тој бил постариот од двете деца на неговите родители Ренди и Рене. Дипломирал средно училиште кон крајот на 90-тите и продолжи да студира на државниот универзитет во Охајо. Во 2003 година ги завршил до дипломските студии по микробиологија, а потоа се запишал на медицинскиот колеџ во Охајо. Таму ја запознал својата девојка Алексис Вагнер, студентка по медицина. Иако кариера во медицината била во неговите планови, пријателите рекле дека Шефер исто така посакувал порелаксиран начин на живот. Свирил музика, ги сакал пера од џем и според пријателите сонувал да основа бенд и да живее на остров. Втората година студиите на Шефер се покажува како предизвикувачка, бидејќи на неговата мајка и било диагностицирана миелодисплазија, ретка форма на рак. Само 3 недели пред Шефер дичезне, Рене почина. Иако тоа било тежок период, пријателите на Шефер му рекле на детективот Хрст дека не верувале дека тој бил депресивен или дека имал самоубиствени мисли. Во деновите и неделите што следеа, Шефер намално се фокусирал на престојните испити пред да отиде на одмор за време на пролетен распуст. На 31 март 2006 година Шефер што го заврши случајето за престојните испити и се сретна со својот татко на вечера. Тој го повикал својот брат Дерек, замолувајќи го да се видат таа вечер, но тој не можел да дојде. Тоа било последен пат кога Дерек слушнал од него. Осврнувајќи се на вечерата, Ренди рекол дека неговиот син изгледал исцрпен, како неколку пати поминал цели ноќи без пиење за да учи и се справувал со тагата од загубата на мајка си. Цитирам: "Тој учише толку напорно тој месец и дури едва се подготви да оди на одмор. Се уште до ден денес не знам зошто толку уморен мораше да излезе во таа беточна вечер." И покрај околностите, Брајан Шефер реши да го започне пролетниот распуст со одење по барови со неколку пријатели. Во околу 23 часот, Шефер и неговиот поранешен цимер, Клинт Форенс, ја започнаа ноќта во барот Агли Туна Савуна, во близина на кампусот на ОСУ. Нешто по 11 часот, тој се јави на девојка му која беше во посета на своето семејство таа вечер. По краток разговор, Шефер повторно му се придружи на својот пријател. Цитирам: "Кога разговара со него, тој рече: "Ова е мојата шанса да разговарам за тебе со момците и те сакам и ќе се видиме за само неколку дена", рече девојка му. Во текот на следните неколку часа, Шефер и Форенс посети неколку други барови, пред им се придружи пријателката на Форенс, Мередит Рид. Подоцна таа ја врати групата во Агли Туна Савуна, каде што пристигна во околу 1 час и 15 минути наутро, како што е снимено од безбедносните камери. Во текот на тој час во барот, Шефер се сретнал со две жени во околу 1 час и 55 минути наутро. Групата била видена како разговара надвор од барот. Во минутите што следеа, Шефер се свртил и се вратил во барот. Од тогаш повеќе никогаш не бил виден. Кога барот затворил во околу 2 часа наутро, на 1 април, Шефер го немало никаде. И Форенс и Рид се обидувале да го воцираат Шефер во барот и го повикувале, но не можеле да стапат во контакт. Претпоставувајќи дека Шефер сам тргнал кон својот стан, двете пријатели се разделиле без да го повикаат на телефон. Утрото на 2 април, Алексис го контактирала таткото на Брајан, кој што така не соштал ништо од својот син. Според списанието МЛ, Ренди отишол да го провери ставот на Брајан и го нашол недопрен. Неговиот автомобил бил таму, кредитот му бил наместен, а медицинските книги му биле уредно поставени на полициите. Следниот ден Брајан не се појавил на аеродромот за летот за Флорида со Алексис. Во тој момент бил поднесен полициски извештај. Властите брзо се вклучи и Брајан Шефер официјално беше заведен како исчезнато лице. Веднаш започна истрагата по исчезнатиот студент, да семејството, пријателите и полицијата ја пребарува областа околу барот каде што Шефер последен пат беше виден. Тие ги пронајдоа неговите последни познати чекори, проверија болници за солништа за бездомници, како и градилиште во близина на барот и бреговите на реката Олентанги. Цитирам: "Направивме постери за исчезнати лица. Почнеме да ги закачуваме на секаде. Потоа од таму едноставно почнеме да бараме на секаде. Барахме по реката Олетанги. Барахме во секој контейнер што го имаше на кампусот", изјави неговата девојка Алексис за Колумбус Диспеч во 2016 година. "Бев премногу скршен и едноставно многу исплашен. На почетокот од истрагата беа откриени безбедносни снимки од времето што Шефер го поминал во Агли Туна Савуна. Иако бил забележан како пристигнал во барот, како и дека стои надвор околу времето на затварање, последен пат бил виден како повторно влегал во барот во околу 1:55 часот наутро. Иако имало безбедносни камери на достапните излезни точки, Шефер никогаш не бил забележан како го напушта барот.
Според властите, единствено друг можен излез на Шефер бил низ дел од зградата што бил во изградба. Иако би било тешко да се движи низ него, особено во пијана состојба, тоа останало како можност. Но детективката Джесика Купер изјави дека полициските кучиња дефинитивно не открили никакви траги од Шефер таму или на било кое друго место околу барот. Покрај тоа, безбедносните камери во соседните барови веројатно би го фатиле како излегува, но никогаш не е пронајдена снимка на која се појавува Шефлер. Поминаа месеци без траги за случајот. Детективите дури накратко ја истражуваат теоријата дека Шефер може би бил жртва на така наречениот смајли фейс убиец, за кој се вели дека лови пијани мажи на колеж на Средниот Запад. Иако истражителите добиле многу дојави, некои биле лажни, а други не довеле до никаков развој на настаните. 6 месеци по исчезнувањето на Шефер, Вагнер помислила дека направила пробив во случајот. Откако со месеци се јавувала на телефонот на Шефер секоја вечер и добивала само гласовна пошта, една ноќ тој навистина задзвонил. Кога властите контактирале со компанијата за мобилни телефони, дознале дека телефонот примил сигнал од кула во блискот град Хилијард. Но веројатно станало збор за техничка грешка. Во 2008 година истражителите се соочиле со уште една трагат која не излегува ништо. Во септември истата година Ренди починал во чудна несреќа кога бил удрен од дрво во неговиот двор за време на бура. По неговата смрт во неговиот некролог објавен интернет беше поставена порака на која пишуваше, цитирам: "Тато те сакам, со почит, Брајан од Американските Денствени острови." Но властите откриле дека изворот на објавата бил јавен компјутер во Охајо и така се сфатило дека ова е измама. До 2025 година Шефер не е пронајден. Полицијата во Колумбус продолжува да добива информации за неговата потенцијална локација, но ниту една не довела до одговори за случајот. Властите не ги споделиле своите официјални теории за исчезнувањето на Шефер, но народникот Хрст, кој сега е во пензија, ги сподели своите заклучоци за случајот. Цитирам: "Не верувам дека станува збор за самоубиство. Повеќето луѓе кои извршуваат самоубиство сакаат да бидат пронајдени. Дали бил киднапиран? Се што разгледавме до сега не ни дава таква индикации", кажа тој во еден подкаст. А потоа можеш ли сам да се замине? Апсолутно. Имаше многу работи што се случуваа, знаете, смртта на неговата мајка, притисокот од размислување за свршувачка, испити на факултет. Секакви работи му се случуваа. Можеби тој си рекол: "Вака и вака јас си одам и едноставно се заминал." Има луѓе што ме прашуваа: "Дали мислиш дека има амнезија? Дали му се случило нешто?" Тоа е друга можност и исто така веројатна. Иако таткото на Шефер е сега починал, неговиот помал брат Дерек се чини дека се повлекол од напорите за пребарување и не проговорил јавно во последниве години. Но во 2016 година Дерек сподели дека не верува дека неговиот брат намерно исчезнал. Цитирам: "Тој сакаше да прави големи работи како доктор, не беше зависен од дрога или нешто слично. Не мислам дека едноставно би се заминал и никогаш повеќе не би не контактирал. Не, тој не би го направил тоа. Се плашам дека се случило нешто лошо и можеби никогаш нема да дознаеме за тоа." Изјави тој за списанието МЛ. Што се однесува до потенцијалните траги во случајот, Дерек рече дека верува дека Флоренс можеби знае повеќе од што кажал. Иако наводно на почетокот соработувал со истражителите и кажа се што го прашале, Флоренс на крајот ангажирал адвокат кој го советува да престане да разговара со властите. Цитирам: "Не го познав Клин многу добро, но секогаш мислев дека нешто не е во ред со него. Начинот на кој зборуваше за пратмет како исчезна. Некако на негативен начин, не би го очекувал тоа од некој чиј пријател исчезнал. Сакам да кажам дека кога Клин знаел нешто, се надевам дека ќе го споделил. Заслужувам да знам." Изјави Дерек за спенсионието МЛ. Ако Брајан е жив, а во тоа верувам кога разговара со детективот, тогаш Брајан, а не Клинт, тој што им предизвика болка и тешкоти на неговото семејство. Брајан треба да се појави да го заврши ова, рече адвокатот на Клинт Флоренс. Откако ги разгледаме сите информации за случајот, можеме да го заклучиме следново. Неверојатното сценарио е дека Брајан Шефер излегол од тој бар преку излез кој не бил покрит на надзорните камери. Потоа пешки се упатил кон непознато место во кое останал намалку 2 часа, бидејќи по сигналите на неговиот телефон знаеме дека телефонот бил вклучен 2 часа како излегол од барот. Каде отишол, зошто не кажал на никој и што се случило понатаму се работи кои не се јасни на полицијата, но ако се водиме по зборовите на детективот Хрст, би сакале да се надеваме дека како ништо друго Брајан Шефер е се уште жив и исчезнал по своја волја.